Градинарот не секогаш е во својата градина. Ретко, ама и тоа се случува. Знам што се случува и во мојата градина, недостасува едно наводнување, што веројатно вечерва ќе го направам, за да убаво зреат плодовите. Нема многу работа во овој период, повеќе има уживање во плодовите. Гледам, уживам како пиперката за ајвар постепено си изрее и чекам конечно да направам ајвар од сопствените пиперки. Нема поубаво нешто, кога од сопствените производи ќе се храните и ќе направите зимница. Сокот од домати ми е готов, кетчапот исто така, но дај Боже да има уште зрели домати за да ги збогатиме залихите од зимница. Така што тоа е воглавно во градината. Набрав тиквички кои беа многу убави и кои од тие тиквички направив ќофте од тиква, што е еден превкусен ручек и ви го препорачувам. Но во четвртата емисија на градината на Филип ќе зборуваме за босилекот како зачинско растение и како дел од кујната, но и за неговите лековити својства. И во рубриката Пиши вака ќе представиме рецепт за правење на песто од босилек. Исто така во наши гости, наши соговорници ќе бидат професорите Ѓорѓија Гагаленски и Билјана Апостоловска од училиштето Орде Чопела и заедно со нивната ученичка Тамара Глигоровска ќе ни представат што се прави нивната мала фарма, производството што го имаат во училиштето, нивната градина и сите нивни проекти врзани со земјоделие, климатски промени и производство на храна. Така што ќе ни биде богато во студиото со многу гости, затоа што друг наш гостин е Томислав Рушков од фирмата Органик Балкан, со кого ќе зборуваме за производите кои се лековити, а се на база на мед, и ќе зборуваме исто така за апитерапијата. Останете со нас за да дознаете што тоа значи. Во однос на цвеќарството ќе зборуваме за еден интересен цветен вид, важен за секоја бавча, за секоја градина, за секоја паркче, цинијата. Исто така, во само домашно ќе ви представиме од каде може да набавите некои вкусни производи и со тоа мислам дека ќе имаме прекрасни минути исполнети со ведри, убави, поучни теми во кои сите ќе уживаме, а наш музички избор за ова издание ќе биде групата Монистра. Градинарски поздрав и гледајте во градината на Филип. Еве сме во градината на Филип, цветно, насмеано, распеано во студиото на Радио Пела, очекувајќи ги првите гости, а денес Бога ми ги имаме многу. Се подготвуваат за разговор нашите први соговорници кои ќе говорат на една многу интересна тема за мини фармата во едно училиште. Денеска е прв училишен ден, па ја користам приликава вака во живо на сите ученици во Прилеп прво, во околните места и во цела Македонија, да им посакам среќен почеток, но среќен почеток и за нивните наставници и сите вклучени во образованието. Сигурно можам да претпоставам која е радоста после толку долго да се вратите во училишните клупи и учениците да си ги видат наставниците и обратно, конечно во живо, во училница, другарите да се видат меѓу себе и сето тоа мислам дека е
прекрасно на вистина, ви посакувам цела година да ви биде убава и успешна и токму затоа на 1 септември сакаме да видиме што се случува во таа мини фарма во средното училиште Орде Чопела во Прилеп. Јас бе вчера, го осетив тој ентузијазам и мислам дека сега во разговорот со нив ќе успееме да ви го пренесеме сето тоа. А сега за некое време ќе почнам да ви раскажувам за босилекот, кој еве тука го имаме во нашето студио. Ова е од мојата градина. После видеото си реков, оди во градината, набери босилек, донеси во студио и едноставно, еве, чекај да ви дам некој вака гранче да ви покажам. Босилек. Сега и во текстот што ќе ви го представам, ќе ви кажам, бабите во селата викаат дете бавча без босилек не може да биде, ѓаоло ќе влези во бавчата ако нема босилек. Затоа да нема ѓаол ни во вашата бавча, ни во вашето тело, морате да го користите босилекот. А зошто и како? Во нашата рубрика во градината има само љубов, зборуваме баш за ова чудесно зачинско и лековито растение босилек. Босилек растение без кое градината не може да се замисли. Уште нашите баби и дедовци обврзно во бавчите одгледувале босилек или босилок. Ние во Прилеп си го викаме босилек. И денес ако прашате некој повозрасен бавчанџија, ќе ви каже мораш да имаш босилек во градината, од него бега ѓаволот. И сега сето тоа денес можеби многумина што ќе го слушнат ќе кажат суеверие, нема врска. Ама ако се поврзе со некои научни факти и ако ѓаволот биде име за штетниците кои ги напаѓаат растенијата, ќе видите дека и тоа како има логика. Значи, искуствата во органската градина кажуваат дека босилекот со своите ароматични компоненти и етерични масла што ги содржи е закана за многу штетници кои би ги нападнале другите растенија во градината. Например, меѓу садниците од домат се препорачува да се насади босилек. Токму затоа во градината на Филип меѓу корените домат има босилек и уште некои други цветни и зачински растенија кои го штитат доматот од штетниците. Инаку босилекот Ocimum basilicum е зачинско, но и лековито растение. Освен што ги одбива штетниците во градината, тој е спас од комарците, доколку го имаме во саксија кај куќиниот прозорец, а исто така босилекот се користи и во фармацијата и во индустријата за парфеми. Како растение бара растресита и богата почва со хумус, бара големи количини на вода и секако сака целосна изложеност на сонце. Постојат прво да ви кажам дека постојат голем број на сорти од босилек и тие се разликуваат по крупноста на листовите, по аромата, како и по бојата. Така имаме од светло-зелен до виолетов лист кај босилекот. Овие карактеристики овозможуваат босилекот да се одгледува и како декоративно растение во дворовите, парковите и на балконите, како и на терасите и куќните прозорци. Како растение се сее во втората половина на мај или во јуни и може да се сее со директна сеидба или да се рассадува. Освен во градината, рековме, може да најде место во саксиите и жарденерите. Во гастрономијата пак, особено е популарен во медитеранските рецепти, каде одлично се комбинира со доматите, со маслиновото масло, со сирењето и со различните видови на тестенини. Многу е интересно дека босилекот, како што во бавчата си одговара да е комшија со доматот, така му одговара и во јадењето да се дружи исто така со доматите. Во народната медицина босилекот се користи за облажување на потешкотиите со дишењето, а помага и за надминување на несоницата. Босилекот го подобрува апетитот, ја спречува надоеноста и ги ублажува болките и грчевите на системот за варење. Помага и при нервоза, депресија и исцрпеност.
Со Босилек се подготвуваат чаеви и тинктури кои помагаат при овие горе наведени здравствени ситуации. Затоа едноставно засадете Босилек во вашата градина и користете ги сите благодати од него. Тоа би било се за Босилокот. Вие ако имате прашање, искуство некое, сугестија, коментар, слободно јавете се на телефоните кои ги имате на екранот за оние што следат во живо преку лайвстрим. Исто така имате имейл адреса и телефонски број. Едноставно во коментари на Facebook секаде сме достапни за разговор и за комуникација со вас. Сега ќе слушнеме малку музика и веќе ќе ги пречекаме првите гости во градината на Филип. Кини само ме на вода, кини само ме на вода, со двете стоми, шарени идва и брига, сребрени со двете стоми, шарени идва и брига, сребрени. Загрешимо ме потишча, загрешимо ме потишча, отиде горе, планина на димовото бачило, отиде горе, планина на димовото бачило. Бидете наши пријатели. Пила радио.
Еве ги нашите гости, полно студио во градината на Филип. Прв училишен ден рековме, уште еднаш среќен почеток на сите ученици, сите наставници и професори и сите оние што се вклучени во образовниот систем. Се надевам дека 1 септември е уште една радост за Средното општинско училиште Орде Чопела, затоа што се враќаат учениците со физичко присуство и секако нивната мини фарма ќе расте и ќе се унапредува како поинаку ако не заедно со учениците и професорите таму. Наши гости се професорката Билјана Апостоловска, професорот Ѓорѓе Гагалевски и ученичката Тамара Глигоровска. Добре дојдовте. Добре ви најдовме. Професорке, на почеток, како помина денешниот прв училишен ден? Па после една година и пол онлайн школување, мислам дека лицата на учениците и нас, наставниците и вклучените во образовниот процес најпосле се насмевнавме, иако секако под маски, но сепак ликот кажува колку беше радоста кај сите за нашата долго очекувана средба. Да, денеска е прв училишен ден, полно училиште, така како што и доликува на училиштето. Ги пречекавме учениците со условите кои им ги нудиме во самото училиште, со различни активности кои сега понатаму следат. Се надеваме дека ќе издржиме вака, онака како што си знаеме, односно како што веќе течеше и предходно образовниот процес. Така, јас пред почетокот на годината, значи вчера го посетив вашето училиште и искрено од она што го видов накратко, бидејќи си имавте совети, наставници, подготовки и така натаму, искрено сум воодушевен од вашиот ентузијазам. Му кажував тука и на колегите во студио, полни кога ќе сретнете луѓе кои несебично се вложуваат и со љубов го прават она што го прават. Резултат на тоа е вашата мини фарма која на различен начин вие се трудите да ја унапредите. Но пред тоа малку да спомнеме за образовните профили кои ги нуди училиштето и како сето тоа е вклопено со комбинацијата на практичниот и теоретскиот дел од наставата. Значи, нашето училиште Орде Чопела брои неколку квалификации, односно сектори во кои се одвива образовниот процес. Имаме профили од секторот хемија и технологија, како што се хемиско-лабораториски техничар и прехранбен техничар. Прехранбен техничар профил кој се фактички е втемелен во самото училиште, значи постои едно добри 50 години. И затоа ние по навика знаеме да кажеме хемиско. Хемиско, така. Но да не се налутат колегите агрономи, секако дека тука е и делот кога имаме од секторот земјоделство, ветеринарство и шумарство со неколку профили. Некои од нив се и во директна врска со вашава емисија. Така. Тоа се агротехничар, понатаму техничар за фитомедицина и ветеринарен техничар. Во рамките на училиштето постои и градежна струка или сектор градежништво и геодезија со два профили кои одиме од оваа учебна година, геодетски техничар и архитектонски техничар. Лични услуги, уште еден сегмент или дел од секторот со техничар за очна оптика и за годинава за прв пат здравствена струка со медицинско санитарен лабораториски техничар. Че ги збуниме сега, че медицинско и кај. И јас малку се збунив. Па ако бевме хемиско, го знаеме земјоделско, сега уште тутунско, сега па уште и медицинско, така да станува збор за центар средно стручно училиште со повеќе можности и профили кои им ги нуди на учениците. Еве, јас си поврзувам, значи може при сите тие сектори да се случи повреда и мора вас да има кој да ве лечи, така? Точно така. Мини фармата ја ставаме како акцент на нашата емисија, бидејќи темата е
на емисијата е токму земјоделието, производството, храната, сточарството. Малку повеќе за тоа ќе ни каже професорот Ѓорѓе Гагалевски, како се организира фармата, како учениците се вклучени, што нуди фармата, какви животни има. Така, добар ден и од мене. Па вака, во контекст на се тоа што го кажа колешката, идејата кога го правевме проектот во соработка со Фондо за иновации и технолошки развој и Upshift, идејата беше да ги поврзиме профиливе што ги имаме во реализирање и на практичната настава. Така е осмислена и самата мини фарма. Значи имаме животни, од животните добиваме преку калифорнијски црви арско џубре. Арското џубре го користиме во стакленикот и пластеникот што го има училиштето, а пак производите што се добива, нивниот квалитет го оценуваме во хемиските лаборатории. Така. Фактички имаме еден заокружен процес каде што и се добива производство и какво такво, немаме некој затоа мини фармичка, но учениците непосредно се занимава со наблюдување, работа, практично искуство и тука имаме и често пати дружење преку сето тоа организирање, но сакам да кажам дека се поврзува целокупниот процес. Исто да не ги испуштам, че ми се лута колегите ветеринари, доколку дојди до заболување на некој животинче, па тие се тука да ни помогнат за неговата здравствена состојба. Инаку, како е организирано, преку учебната година, значи самите ученици си имат редовна практична настава и дел од практичната настава се организира во нашите лаборатории во мини фармата и во мини економијата кај колегите агрономи. Додека преку летото имаме феријална настава. Таа феријална настава е организирана така да дел од деновите кои што се предвидени се реализира во училиште и тука се ангажирани околу негато одгледувањето на самите животни, а дел во соработка со бизнис секторот, зависно од профилот кој што е, самите ученици одат во соодветни фирми и таму ја реализира остатокот својата практична настава. Предпоставувам дека дел од учениците што ги видов беа во завршен дел од феријалната. Да, тие ученици, тие се ветеринарни техничари, ама гледате дека работат буквално се, од и кога приватно че работат, треба да бидат оспособени со повеќе можности, техники, вештини, ете, и компетенции по најново компетенции по модерн. Еден комшија вака наобично ми рече се занимава со земјоделие и сточарство, вели ако земјоделецот, кога е индивидуален земјоделец, ако не може 80% од работите сам да ги заврши, ништо. Така што во контекст на ова што го кажавте. Практичната настава од агол на учениците. Тамара Глигоровска ни е тука, ученичка во Орде Чопела. Добар ден, мило ми е што гостувам тука. Во која насока си, Тамара? Јас сум во секторот хемија и технологија, односно хемиско-лабораторски техничар. Сакам да кажам дека прекрасно искуството кога работиме значи во лабораторија. Лично за мене во лабораторија, не се сомневам и во другите ученици дека не му е толку интересно. Значи, мислам дека поинако е чувството кога допираме, кога мирисаме, кога гледаме разлика, без разлика, дали за нас во лабораторија, кога ги гледаме проветите и другите лабораторски елементи и инструменти, дури мислам дека е интересно и фармата и земјоделската насока што е. Мислам дека сите сме на некој начин поврзани и затоа јас како лаборант, хемиско-лабораторски техничар, не сум заангажирана само за во лабораторијата, туку можам слободно да посетам и дело кај нашата мини фарма. Значи има соработка помеѓу насоките. Да, имаме многу соработка. Исто така, тука имаме и дружбата. Како што кажа професоров, одиме преку лето на феријална пракса, која е задолжителна. Феријалната пракса, моментално, како за прва и втора година, ни се одвиваше како наблюдување на работното место на
повисоко у нас работници. Преку учебната година одиме во условите што ни ги нуди училиштето, односно кај нас, во училиштето, во лабораториите, фармата и земјоделскиот оддел. Пластеник и стакленик овај. Да, пластеник и стакленик. Имав можност и тие да ги видам, и цветното уредување, и навистина така хортикултурно, да. Искуство на секоја страна и секој начин. Многу убаво кога ученик од свој агол така зборува за училиштето, посакувам успех сега во трета година, така? Благодарам, да. Меѓутоа, вие се трудите, освен она што е во рамките на училиштето, како училиште сте вклучени во други проекти кои пак се однесуваат за целите на училиштето, за развој, за промоција, за унапредување едноставно на образованието, за да им се овозможи на вашите ученици кога ќе излезат да видат вистина тие кадри кои се квалитетни и оспособени за насоките кои ги изучувале. Па така видовме дека мини фармата сега оди во еден стадиум погоре, дека добив сончеви панели или колектори, сега вие тука ќе стручно ќе ни кажете што се случува. Спомнавте нешто за водени завеси, за каков проект се работи и што тој проект ќе опфати? Идејата беше со климатските промени, дека се променуваат и самите услови за и животните страдат покрај тие климатски промени, се јавуваат често пати и болести кај животните кои што досега ги немаше едно, второ се нарушува нивната благосостојба и се водени од тој аспект решивме да превземиме нешто, а да искористиме обновливи извори на енергија за потребната енергија што ни треба за да ги обезбедиме тие услови. Така да поврзавме, направивме фотоволтаична централа која би добивала енергија. И сега таа енергија би ја користеле за создавање на микроклиматски услови во самиот објект. Па со колешката хемичар настојуваме да во водената завеса која би ги разладувала да има двојна улога. Едно да разладува, второ би метнале средство кое што би го тестирале првин во лабораторија, да кога се бризга во самиот објект, од една страна да ги неутрализира штетните гасови, а од друга страна да му овозможи на животните по-добри услови за живење, а исто и ние, бидејќи ние работиме во самата штала, да имаме чист воздух. Така. Автоматски, значи ние од една страна... Тоа е сигурно некој препарат што нема да им пречи ни... Да, значи безбеден, јасно, ти сепак и ние влегуваме внатре, првин секогаш е здравието на учениците, здравието на персоналот и здравието, да не ми се лута од невладините организации кои што се грижат за здравието на животните. Значи, целокупно безбеден систем, затоа рековме први че испитуваме во лабораторија, да го осмислиме, да го патентираме, па после ќе го потребуваме во самата фарма. Сега за сега капацитетот на фармата е мал, но настојуваме полека да одиме напред, да избогатуваме фармата се со цел учениците практично да се оспособува и да ги добива тие компетенции за кои што струката се определили. Така. Ајде малку да ги наброиме жителите на мини фармата, да кажеме што имаме. Значи јас првин би се заблагодарил на поддршката што ни дава самото училиште, директорката, колегите, во смисла на овозможување да учествуваме на многу проекти. Еве сега проект ова е добиен од, како што и претходно спомна, Фондот за иновации и технолошки развој и Upshift, значи зелена мини екофарма, користење на обновливи извори за благосостојба на самите животни. Имаме зајачина, имаме кокошки несилки, товни грла, јапонски препелици, кои што ги има тие, еве реклама за јапонските препелици, нивните јајца, кои што се доста отпорни, го подобруваат имунитетот кој многу ни е потребен во овој период. Така да мислам дека не пропуштив нешто. Значи, исто во склоп, еве да не пропуштам, имаме и мини... И пајките. Да, пекиншка пајка, да, тоа не асоцира одма пекиншка пајка на... Зајачината, ги кажав зајачината. Имаме мал овоштарник. Еве, јас сега ќе се потрудам поза да ви најдам. Ете, и тоа.
И имаме и како метеоролошка станица, мини метеоролошка станица, каде што имаме проекти кои што се поврзани и кои што ги поврзува овие струките. Мислам дека вие имате нешто околу... Значи, околу метеоролошката станица, самото училиште спаѓа во групата на така наречените глобе училишта. Така. Глобе е еден проект кој е на светско ниво, поддржан, фактички еден од основоположниците е Ал Гор, подпредседателот на Америка, поддржан е од НАСА, а се однесува на мерења кои се во надворешната средина. Дали тоа е во различни домени, значи во областа на атмосфера, хидросфера, педосфера и така натаму. Тие мерења кои ги прават самите ученици, ги користат, се собираат водата на податоци, потоа ги користат истите, ги споредуваат со мерењата кои ги врши НАСА од страна на сателитите. Фактички, едноставно кажано, ние сме им нив поддржувачи на точноста на нивните мерења. Така, значи, од таа причина, од таа причина... Баш за себе бидува. Од таа причина и користењето на метеоролошката станица е еден од аспектите и тој проектот во кој е влезено училиштето. Сушност, сите овие нешта, сите овие насоки се многу важни не само за во рамките на училиштето. Ова е основа на нашето обстојување, производството на храната, климатските промени. Кога велам производството, мислам и на сточарството, и на земјоделието, и на преработката на храна и технологијата. Така што ова се сето многу важни насоки кои човек не го подготвуваат само професионално, туку и едноставно го подготвуваат, му даваат основа за живот понатаму. А вие спомнахте и други проекти, што следно можеме да очекуваме, кои се следни развојни фази на мини фармата? Кога сме кај проектите, уште да кажеме дека она што вие сега претходно го кажавте во поглед на климатските промени и одржливиот развој, во моментот во училиштето имаме, кога сме веќе уште кај училиштето, имаме и проект кој се однесува токму во овој сегмент. Станува збор за иновативен пристап за учење на хемија, бидејќи јас сум хемичар, како што колегата е агроном, така да секој си ја брани својата бранша. Ама и умеете да... Ама добро соработуваме, така, без хемија не бива ништо, а без земјоделие и без храна исто така, така да и ние како и нашиот проект циркуларна хемија сме циркуларни во тој поглед. Ние сум земјоделски инженер, ама професорката по хемија велеше хемијата е се. И се согласуваме. Така е. Така, значи во поглед на таа циркуларност и циркуларна економија, она што и претходно го кажа колегата, треба да се стремиме да не одиме по еден линеарен пат. Туку едноставно да го враќаме циклусот назад, се со цел да ја зголемиме одржливоста, се со цел да се снајдеме во ова време кое ни следи со ваков технолошки развој, за жал, по напредок, но од друга страна погубен за животната средина. Така. И од тие причини покрај овој проект го започнавме и проектот со мини еко фармата, така да следно е да го продлабочиме. Пак ќе го дадам зборот на колегата во поглед на тоа што следно планираме, а тоа е, како што кажа, производство на биохумус од калифорниските црви и сакаме понатаму да може да го пакуваме и ако веќе задоволиме нашите потреби ни остани плюс, да може да го пласираме до соодветните цвечари, градинарски или професоре, прв се пријавувам, ми треба биохумус, а тешко е да се најде биохумус. Има фарми и во Битолско и во Пелагонија, за жал некои издржаа, некои не успеа да обстојат со производството на биохумус. Сами производители ми кажаа дека одлично и многу интересен им е процесот, но за некои краишта кај нас и за некои производители се уште тешко да се прифати дека убаво е да се користи тој биохумус. Од друга страна, па сум сведок на успешни приказни еве во Скопско со биохумусот, така што Скопско и Струмичко. Така. Кај нас мора да се смени склопката, народно кажано. Значи да
често пати земјоделци тоа татко ми тоа го правил, дедо ми тоа го правил, сега и јас го терам тоа, некако кон новитети не Тешко ги прифаќаме. И полесно му е хемиските средства, побрзо, но сега веќе кога се враќа она здрава храна, Така. на големо, и кога сите гледаме за своето здравје, и веќе почнуваме да размислуваме и да на трпеза да имаме здрава храна, така да со овој начин се добива можност за производство на таа сакана здрава храна. Дури јас понекогаш се чудам зашто толку многу лисја преку есента пропајча, така ги фрламе во контејнери, не ги искористуваме за компостирање и сметам дека стварно му треба на обичниот човек едукација за да види што се околу него што се фрла, всушност може да се искористи и да види како еден извор на енергија, извор на ресурс кој што би се користел во самото производство. Значи тоа е следната фаза на минифарма. Да, и исто така планираме да соработуваме со некои организации на фармери за да поттикнеме таа едукација и на возрастните, не само преку учениците, односно и возрастните да доприме до нив за да ги согледат предностите на овој начин на производство. Навистина прекрасни, преблагородна емисијата со која се занимавате преку образованието и преку проектите. Како на почеток на годината вистина ви посакувам успех и се што е во врска со училиштето и со сите проекти. Ако нешто важно пропуштивме, слободно подсетете да го кажеме сега, а јас искрено стои поканата отворена секогаш кога ќе имате некоја новост да бидете слободни, да ни јавите и да повторно да бидете наши гости, да ги споделиме успесите и да поттикнеме едно поинакво размислување посвесно кон природата, кон земјоделието, кон промените и да бидеме едноставно поподготвени за она што доаѓа. Можам да кажам дека секој што може и сака, слободно е да не посети и да биде дел од сведоците на нашава презентација. Благодариме и еве јас нема да, иако бев, нема да пропуштам прилика повторно да ве посетам. Ви благодариме и успехи понатаму, а ние, драги гледачи, ако Николче ни е подготвен, ќе одиме со малку музика. Да кажам дека додека течеше разговорот, имавме можност да погледнеме и фотографии од она што се работи во училиштето. Одиме со музичка пауза, па споделуваме рецепт за песто од босилек и потоа продолжуваме на тема апитерапија со нашиот соговорник Томислав Рушков од Органик Балкан.
Бидете наши пријатели. Пила радио. Пила радио, 96,8. Босилек, зборуваме денеска за босилекот. Еве го, мислам дека ова се најубавите гранчиња од мојот босилек од градината на Филип. Ај што убаво мириса, ај што може да се направи чај, да се суши, да се прават тинктури, се прави и така познатото медитеранско песто од босилек. Вели вака, едноставен песто сос од босилек, сос кој одлично се комбинира со солени крекери, тестенини, интегрално лепче и така сигурно уште многу начини. Еве, други луѓе ни споделија дека имаат различни рецепти за песто, а еден од нив е следниот. Свежа китка босилек, јас сега не знам колку се подразбира и дали еве ова, например, е доволно да се направи босилек. Јас мислам дека би набрал уште неколку. 50 грама индиски ореви да бидат откиснати во вода минимум 2 часа. 2-3 супени лажици маслиново масло, 2 супени лажици рендан пармезан, 2 до 3 чешњиња лук, малку сол и бибер. Индиските ореви се цедат од водата и заедно со сите други состојки, значи со маслиновото масло, босилекот, ренданиот пармезан, лукот, сол и бибер, се ставаат во блендер или сецко, се мешаат 2-3 минути се додека не се добие густ и хомоген зелен сос. А потоа вие сосот користете го за што ви е мерак. На здравје. Ете, тоа е рецептот
за 500 во нашата рубрика Пиши вака и полека се подготвуваме за нашиот втор соговорник, господин Томислав Рушков од Органик Балкан, со кого ќе зборуваме за апитерапијата. Што е апитерапија? Кои лекови се прават на база на мед и други пчелни производи корисни за нашето здравје. Овој разговор ќе го водиме преку Skype и доколку нашиот соговорник е тука, одиме со музика додека нашиот соговорник не биде подготвен. Pri
повторно во градината на Филип и нашиот втор соговорник денес е Томислав Рушков од Органик Балкан. Разговараме на една многу интересна тема за апитерапијата, термин кој на некој начин станува се попознат, но се уште можеби недоволно познат термин како еден начин на терапија, на лекување, но освен за апитерапијата ќе говориме и за други пчелни производи и за нивното влијание врз човековото здравје. Преку Skype го имаме господин Томислав Рушков. Добро вечер и добре ни дојдовте во програмата на Градината на Филип. Добро вечер, Филип. Би сакал следна прилика да можеме и во живо да се видиме и така да го направиме разговорот, меѓутоа сега можностите ни дозволуваат вака преку Skype. Па за почеток, за каква фирма станува збор, каква фирма е Органик Балкан, од кога постои и по-конкретно ете со што се занимава да им кажеме на нашите гледачи и слушатели. Секако. Значи, мојата фирма Органик Балкан е во собственост моја, формирана е 2015, си сигурно, 1900, не е и 2015 година, и до ден денес од формирањето до денес се занимава со производство и трговија на органски и природни производи од пчели. Значи, сиот овој период се трудиме на пазарот да ги пласираме пчелните производи, како што се мед, полен, прополис, матичен млеч, потоа прополис во сурова форма, но и тинктура со домашен алкохол и еден од нашите врвни производи или производ кој што ставаме акцент од производството е пчелиниот отров. Подоцна малку подетално ќе зборуваме за овие производи, за да им ги доближиме на гледачите, но бидејќи во 2015 сте започнале, сигурно предходно пред вас се, односно зад вас се други работни, професионални, животни искуства, што ве инспирираше, што ве поттикна да се посветите на овој бизнис? Како дојдовте до идеја токму да се посветите на производите од пчели? Така, јас 32 години работев како шеф на обезбедување или security, од кои 24 години во Благо Јорев, фабриката за масло од Велес, и 7 години работев во Никоп, потоа Халтбанк, Туш маркетите, и сето тоа ми причинуваше донекаде терет, бидејќи не е едноставно да се биде раководно лице и да раководи со колеги кои што се во бранша, каде што секој ден сме изложени на атак на криминални дејанија, но почнав на еден начин тоа што имам проблем со крвните садови или со вените, на левата нога сум опериран, од кои што извадени се над 60% од вените, и при тоа по кратко време дојдено е до оштетување на коленото и многу често знае коленото да ми отече, бидејќи раскавецот е оштетен и да многу тешко се движам и одам. Така да во една прилика со пчеларот со кој што работев, размислувавме, бидејќи и другари сме и пчелари, плюс, иако јас не сум пчелар, но сепак се дружам и работам со пчелари, како и овој со кој што почнав, и отидовме во Панчево, кај еден доста паметен пчелар со кој што пчеларењето го сватил како сериозна работа, и он почнал да собира пчелен отров и воедно и произведува и апаратура за собирање пчелен отров. Така да отидов со болно колено, се вратив со здраво колено. Значи со 2 убода на пчели, отокот до вечерта го снема, а болката за негде околу 10 минути ја снема. И тоа ми беше прекретница да јас почнам да се занимавам и со пчеларство, но и акцент да ставам на пчелниот отров. И кога разговарам со луѓето кои што имаат проблеми слични како моите или други кои што подоцна малку ќе зборуваме што лечи пчелниот отров, ги охрабрувам дека
Јас на себе осетив кој е моќта на пчелниот отров, но единствено само не треба да се биде алергичен, бидејќи и самиот збор отров наведува на фактот дека може пчелниот отров и да биде и смртоносен доколку не се реагира или не се прими инекција која што ќе го блокира дејствувањето на пчелниот отров. Така, интересно дека сето ова што го правите всушност е поттикнато од личното искуство, тоа секако влева доверба и уште поголем интерес за сета приказна и за сето производство. Па ете тука да ни кажете за специфичностите на некои ваши производи и како тие влијаат врз здравието на човекот. Рековме, освен пчелиниот отров, за кого малку подоцна ќе зборуваме. Но би сакал исто да ве прашам, дали сета оваа програма на препарати исто може да се обедини под едно име апитерапија или пак апитерапија е нешто друго? Па не, апитерапија е веќе нешто сосема друго. Так. Иако е лечење со пчели, но сепак производите како производи тие може да се комбинираат, може поединечно да се користат. Значи ние покрај другите како што наведов производи кои што ги имаме и ги произведуваме, а тоа е производство на ливадски мед, потоа производство на планински мед и потоа производство на тие, значи имаме два вида, органски и природен. Бидејќи јас соработувам со пчелари кои што се сертифицирани преку Процерт или преку Балкан Биоцерт, тоа се двете фирми кои што имаат овластување за сертификација. Исто така матичниот млеч, потоа поленот, прополисот и ретко го користиме и восокот, бидејќи восокот е многу шкаклив со тоа што секогаш се алудира да секој пчелар го користи сопствениот восок, за да не дојде до заразување на пчелите. И сите овие производи, ние кои што ги произведуваме, ги пласираме до пред пандемијата во продавници каде што се продава здрава храна. Највеќе во Скопје, потоа во Велес, во туш маркетите, додека беа под словенците, мислам собственици кои беа словенците, и имаме навистина многу успех со тоа што беа задоволни купувачите. Тоа што ќе го пишува на етикетата, тоа и го зимаа, немаа никакви манипулации, за тоа беме познати. Но од кога почна пандемијата, настана до голем хаос на пазарот и се повлековме од тоа. Единствено само сега што поединечно према купувачите, тие веќе не наоѓаат и на интернет, порачуваат и така да им доставувам без разлика кој да е од производите. Највеќе сега се троши коктелот за јакнување на имунитет, кој што на многу лица им помогна да се справат со коронавирусот, но исто така и ми е многу драго што можам да кажам и 4 господи кои што има малигни канцерогени клетки на одредени делови во телото, го сочуваа своето здравје користејќи 1 до 2 вакви коктели, се спасија од нагробарот лопатата, бидејќи беа во поодминат стадиум на напредок на канцерот, и тоа ми е многу драго, но уште подраго ми е кога таквите особи се задоволни и препорачателскиот маркетинг е многу повеќе вреден неголи маркетинг, например, како вашиот, кој што исто така е вреден, но највеќе допринесува тие што го користат да го препорачаат на други особи. Така. Бидејќи рековте дека на почеток сте започнале со еден пчелар, сте ја започнале приказната на Органик Балкан, од каде денес се набавува медот кој се користи за правење на производите и како се одвива таа соработка меѓу вас како фирма и меѓу пчеларите? Најважно од се е довербата. Значи, јас кога почнувам со некој пчелар да работам, прво ги наведувам на тоа да стекнеме обострана доверба. Значи, тоа е како еден двонасечен сообраќај. Ако јас немам доверба во пчеларот и пчеларот обратно да нема доверба во мене, нема ни работа, ни бизнис, нема ни соработка. Пријателството е пред се многу битно.
До сега со тие пчелари кои што работам, прво подпишуваме договор за соработка, договор кој што е обврзувачки и они према мене, но и јас према нив, и до сега само 20 пчелари го прекршија тој договор и веќе со нив не работам, додека останатите имам неде над 35 договори. Пред се не е само медот, туку акцент ставаме на пчелниот отров, но и покрај него и на останатите производи, и внимавам со кого работам, бидејќи од лично искуство увидов дека поголемиот дел од пчеларите на почетокот работат како што треба, но потоа кога ќе видат малку повеќе приход од продадените производи, тогаш почнуваат да вршат манипулација и тоа го прават со медот, со прополисот, ставаат разни додатоци и со пчелниот отров. Но веќе истите тие ги отстранив и веќе немам никаков проблем со работата со пчеларите. Секако дека тоа е најважно и дека без довербата, без соработката, ништо не може да оди напред ако нема обострано задоволство. Така е. Пчелиниот отров е нешто, како што ние претходно додека го договаравме ова интервју зборувавме, нешто што всушност го користеле нашите предци. Ние на некој начин сме го заборавиле како знаење, како мудрост, како лек, и сега се навраќаме и повторно го проучуваме и користиме. Па, ајде, вие така по-детално, по-убаво, по-стручно да ни објасните што е пчелиниот отров, иако и претходно малку го спомнавте, како се добива и кои се придобивките од неговото користење. Секако, не знам дали ќе може у Кајрон да оди презентацијата која што имам, да увидат гледачите како изгледа пчелниот отров, како се добива, но и ако не може тоа технички, можам да објаснам со зборови. Значи, пчелниот отров е една специфична течност која што излегува на задниот дел од пчелата, има боцка која што покрај неа има жлезда во која што се наоѓа пчелниот отров. Значи, пчелниот отров е негде околу 0,02 до 0,05 грама, што е многу релативно малку, но таа мала течност знае многу компликации да направи кај одредени животни, но исто така и кај луѓето. Од што се состои? Па пчелниот отров е една супстанца која што е толку pH вредноста е измеѓу 4,5 и 5,5, специфична тежина е 1,131 и содржината и на сувите материи е измеѓу 30 и 45%. Бидејќи течност, таа кога ќе излезе надвор, за кратко време преминува во кристализација и во прашкаста форма и може да се сепарира во подредени делови на телото и да се користи за специјални цели. По потреба се изфрлаат и алергените, како и од незините составни делови, за да може да го користат и луѓе кои што се алергични. Како што имав случаи со една лабораторија од Австралија, каде што изведуваме отров, тие го користат отровот за производство на својство на ампули во кои што ги лечат луѓето кои што има добиено мозочни удари. Бидејќи пчелниот отров прво преку крвотокот доаѓа во мозокот и од мозокот најпрво доаѓа до лечење на крвните садови, преку синапите и невроните доаѓа до најситниот дел таму кај што е потребно. Другиот дел на составот на отровот се фосфолипи, потоа тоа е јак алерген, алфа-глукасидин, мелитин, кој што е една од главните состојки, и ние моментално го имаме најчистиот пчелен отров кој што постои, тоа е со 70,1%, и доста е баран, потоа апимин, потоа петицид, и во кој што содржат 22 аминокиселини, адолипин, серотин, и уште многу други, како што е магнезиум, калиум, фосфор, бакар,
гериум, силициум, стронциум и многу други соединенија. И како информација можам да споделам да слушателите и гледачите да знаат дека до сега руските и кинеските научници го имаат испитано 45% од, тоест 49% се извинувам од до сега отровот, останатите уште се врши испитување каде делува. Ви благодарам за прекрасното опширно излагање и мислам дека со сето она што го зборувавте и со фотографиите што течат во прилог на разговорот, на еден убав начин им го доближуваме сето ова на нашите гледачи и слушатели. А сега, она што најавно уште го спомнавме, апитерапијата, малку не воведовте, ни кажавте дека тоа е еден посебен начин, една посебна терапија, но еве сега вие подетално ве молам запознајте не со апитерапијата и нејзиното дејство врз здравието на човекот. Секако. Но уште да пропуштив да напоменам каде се пчелниот отров има дејство и што лечи. Тоа е артроза. Воедно овие болести кои што ќе ги наведам, истите се користат, мислам, истите болести може да се лечат со апитерапија. Така да има двојно дејство. Тоа е артрози, артритис, запаление на нервни завршетоци, тоа е невритис, ишијас, мултиплекс склероза, Паркинсонова болест, церебрална парализа, с големен притисок, с големен холестерол, слаба циркулација, запаление на крвните садови, каде што јас тоа на своја кожа го осетив, што значи кога има проблем со вакво крвните садови, астма, алергија, арикатрии, потоа псориоза, разни лузни, келоид, запаление на јајник и на јајоводи кај жените, болести, зависност, како што е ХИВ вирусот, потоа зависност од дрога, зависност од алкохол и уште многу други болести кои што тек сега се испитуваат. Во врска со апитерапијата, апитерапијата е еден исто така стар начин на лечење кој што се користи од страна на неколку земји веќе со векови. Тоа е Русија, Кина, потоа Јапонија, Индија, Турција, а сега поново време се користи и на нашите предели, нашите, да речем, бивши ју републики, како и околината, но апитерапијата е начин како да се избегне делувањето на фармациските производи, а лечењето исклучиво со пчели. Може да се види ако одат во позадина слики на лечење, тоа е со правење на комори за апитерапија, тоа се дрвени куќарки, во кои што има пчелни сандаци и во нив се ставаат посебни аспиратори, каде што обавезно мора да има филтер, бидејќи секој кој што сака да вдишува од тоа што е во сандакот, а тоа е воздухот кој што го ствараат пчелите работнички, трутовите и матицата, се многу благопријатни за оној што има проблем со дишните патишта, како што е бронхитис, брохопнеумонија и оштетување на хранопроводникот, органите за варење. Внатре има толку многу бактерии корисни за нас, кои што бактерии внесувајќи ги внатре, нормално наеднаш не може да направат промени, но од искуство и од тоа што го следам јас како се лечат луѓето, значи до сега можеби медицината ги има заборавено, тоест ги има запоставено лечењето на овие групи на луѓе како што е мултиплекс склероза, Паркинсон, церебрална парализа, која што само доведува на некој начин до заздравување, но не и излекување, додека со апитерапијата континуирано лечење доаѓа до комплетно оздравување на лицата. Нормално секогаш има и нус појави и затоа
практикуваме, ние сме сега во фаза на отварање на центар за апитерапија, кој што во план и вработување на медицински лица, посебно анестезиолози и медицински сестри кои што ќе бидат оспособени да исто така реагираат и кога има во случај алергиски реакции, бидејќи никогаш не знаеме кога нашето тело ќе каже стоп, доволно е, и таа реакција доаѓа преку алергиска реакција на нашиот имунолошки систем. Може многу работи да се помогнат со прво нема нуспојави, втора работа многу ефтино е лечењето, и трета работа придобивките се огромни. Бидејќи само еден податок, тоа што излегува од кошницата, воздухот, тој внатре има една субстанца, се вика феромон, кој што ја имаат повеќето отрови. Испарувањето на феромонот знае да биде и корисен, но знае да биде и штетен, бидејќи сепак внатре тоа што се случува во кошницата, може би кај некој ќе делува позитивно, кај некој негативно, затоа на аспираторите се става филтер кој што не дозволува одредени негативни честички или прашинки да поминат во нашето тело. Иако некои што користат тапи комори тоа не го сваќаат за сериозно, но од искуство од познати професори кои што работат со апитерапија, како што се русите, кинезите, исто така пропуштив да спомнам Аргентина, Бразил, Чиле, исто така тие имаат многу развиена апитерапија и дури има и информации дека невнимателните завршуваат со губење на живот, оние што се прават премногу храбри дека нив ништо не им може, нити пчелниот отров, нити па некој од производите кои што пчелата ни ги дава, кој е благодет и благослов од Бога, бидејќи таков производ не може нигде да се најде. Значи има еден податок каде што кажуваат научниците дека доколку пчелата денеска ја снема, за 3 години ќе го снема целото човештво. Може замислите колку имаме ние корист од постоењето на пчелата. Токму затоа треба да се грижиме, да ги сочуваме пчелите. Тука е и нашата позната македонска пчела, за која ете се води кампања да се зачува како посебен вид Apis mellifera македонијака. И сето тоа во контекст на ова што вие го зборувавте, колку е значајно постоењето на пчелата за сиот жив свет и за човекот се разбере. Токму за здравието на човекот, вие имате еден ваш интересен производ, коктел за имунитет. Би сакал да ни кажете за што поточно се работи и да ни кажете воопшто како заинтересираните луѓе можат да дојдат до вашите производи. Секако. Прво за тој коктел за јакнување на имунитет, но и коктел кој што лечи, ајде да кажам, болести кои што се е во зависност до поединецот, како што спомнав на почетокот за 4 господи кои што се спаси од нагроброт лопатата, со тоа што во тој коктел има неколку состојки. Тоа е чист мед, значи практикувам да взимам од двајца пчелари, едниот е органски производител, другиот сега е во припрема да аплицира за органско производство. Потоа има внатре прополис капки, кои што се во домашен алкохол. Понекогаш јас ги прашувам тие што порачуваат таков коктел дали се алергични на полен. Ако се алергични, тогаш не ставаме внатре, а ако не се алергични, обавезно ставаме полен и матичен млеч. Еден после за мене втор производ на пчелата, после пчелниот отров. Јас секогаш пчелниот отров го ставам на прво место од производство на пчелите. Вториот производ е матечниот млеч. Матечниот млеч е субстанца која што ја произведува младата пчела и ја хранат ларвата која што живее од матечниот млеч, како и матицата. Тој матечен млеч
исто како пчелниот отров, врши такво моćно дејство во нашето тело, пред се кога доаѓа преку крвотокот во мозокот, ги регенерира оштетените клетки. Потоа ги обновува крвните садови и предизвикува телото да го насочи матичниот млеж тамо кај што треба. Во многу случаеви веќе е докажано дека матичниот млеж ги уништува клетките кои што се страни со помош на имунитетот и пред се испитано е и веќе е докажано дека овој коктел кој што ние го даваме на луѓе кои што се и здрави, но и претежно оние што се болни од лошите болести, како што нарекува народот, од канцер, од леукемија, може комплетно да го отстрани тоа малигно тело заедно со имунитетот. Значи, ние не сме свесни колку имаат моćно дејство. Коктелот не е со огромна вредност, мислам не е скап за да може да го земе, но кога ќе погледнеме еден шуруп за кашлање, за кашлица, кој што кошта 1500-2000 денари, па дури и многу поскапи, дури по 100 евра ги има, може да се одвои 3 до 3.500 денари за еден ваков коктел кој што е придобивка за секој, за да може да прво си го сочува здравието за здравите, а додека за оние што имаат здравствени проблеми или компликации да може да се справи телото. Најбитно е да му се даде на телото да оно се бори. Тогаш имунитетот станува многу поцврст и појак и се гледа према тоа кај нас најголеми корисници на овие коктели се мајките на мали деца, оние што се во градинка, потоа што се од прво до четврто одделение, бидејќи посебно сега го ќе почнат со школската година, контактот со нив доаѓа до настинки, до вирусни инфекции, со тоа ги штитат. Има две мајки кои што редовно секоја година зимаат 1 до 2 коктела во зависност од тоа, кажуваат, вика, нашите деца однога ако закачат, например, настинка или грип, однога, вика, ги преминуваат, само носот им потече, нема ни температура, нема кашлање, нема бронхит, дури бидејќи и двете се од Скопје, вика, едната спомна дека во мајчин дом, вика, со недели, вика, лежевме и примавме, вика, инфузии и разни сирупи, вика, но со многу слаб ефект. А додека со овој коктел ние трајно ги решаваме проблемите, а и вика приметуваме дека кај децата се враќа енергијата, се враќа силата и може да си го живеат тој детски живот. Производите наши може да се најдат сега исклучиво преку интернет, значи на Google Search може да упишат Organic Alkan и таму ќе се појават податоците мои, мојот мобилен, имејл, а во блиски иднина повторно ќе видиме присутни на пазарот, посебно во продавниците кај што се продава здрава храна, но не и по маркетите, бидејќи трговците не се заинтересирани за овакви природни, здрави и органски производи, бараат интерес за брза заработка, но кај нас заработката е во трет-четврт план. Најбитно е да им помогнеме на тие што имаат здравствени проблеми, бидејќи како што кажува народот, не прашај гаталец, туку паталец. Тој што почувствува на своја кожа знае како е кога телото е болно. Јас ви благодарам многу за убавиот разговор, за исцрпните одговори на многу интересни теми, за представувањето на се она што го работите. Ете, во исчекување на отворање на Центарот за апитерапија и на вашите нови производи, ви се заблагодарувам за ова гостување и ви посакувам многу успех натаму. Фала ти и тебе, Филип, што ми помогна да луѓето и граѓаните од Прилепскиот битолски оддел, каде што следат и радио Брановата должина, како и телевизискиот сигнал, да увидат дека сепак нашиот производ е многу ценет и од искуство можам да ви кажам дека
посебно шеиците од арапските земји кажуваат вие имате 4 работи кои што ние тоа многу го цениме, ние имаме вика само една, тоа е сонце, вие имате покрај сонце воздух, вода, почва и воздух. Прекрасна Швајцарија мало. Прекрасна порака за крајот на нашиот разговор. Ви благодарам многу. Фала и вас. Пријатно. Се најбо пријатно. А ние, слушатели и гледачи, сме само уште неколку минути неделат до крајот од нашето денешно дружење и Николче е подготвен да ни пушти едно видео за едно цвеќе. Цвеќето јас тука го имам еве и во мојата вазна, исто од градината на Филип. Ова цвеќе чиниите се овие цветови тука, овие составен дел од органската градина. И од мојата, се разбира, од градината на Филип. Зошто? Корисни се, особено се сакаат со краставиците. Ги привлекуваат исто така инсектите. Тоа помага на опрашувањето на растенијата. Но јас ги сакам едноставно и од декоративни причини. Еве ги. Овие се крупни, овие годинава од семето се видите колку убави цветови. Црвени, еве еден кремов и еве еден шатиран цвет. Такво е семето од овие цветови, јас многу ги сакам. Секоја година ги садам и ги сеам. Цинија или во Прилеп позната е како арапче. Вие слободно пишете и јавете се и кажете какво друго име знаете за ова цвеќе. Цинија е латинското, арапче е така познато народно име од овој крај, иако знаеме една цинија од мојата градина. Ние овде арапче го знаеме, гледам дека некои го викаат Арнаутче, Тодорче, Бандера, арапче, турчинче, има илјадници имиња за ова цвеќе. Пишете или кажете како вие го знаете, под кој назив го знаете ова цвеќе. Инаку постоја дури 20 вида цинија, потекнува од Централна и Јужна Америка. Многу е убаво зашто е тврдо разгрането и е многу соодветно за режано цвеќе во сакси во светот. Кај нас не, кај нас повеќе го има по бавчите и градините, но во светот е ценето и во цвеќарниците може да се купи како режан цвет. Се размножува со семе и има долга ртливост на семето од 3 до 4 години. Сеидбата може да биде во март во студени оранжерии, а цветањето почнува 2 до 2,5 месеци по сеидбата. Садењето на сталното место се прави во мај, инаку има минимални барања како цвеќе, но сака пропустливи почви и сончеви позиции. Во градините, во хортикултурата се наоѓа примена за разни цветни композиции и како што спомнав и како режан цвет. Има и високи сорти до 80 см, ниски до 30 и има крупноцветни и ситноцветни цветови. Има бројни, многу различни бои и различни, соцветието се отвора постепено и цветањето на еден цвет трае цел месец додека не се отвори, затоа цветот на цинијата трае многу долго. Инаку ова цвеќе, цинија, припаѓа на групата Астераце, а цинија е наречено по името на професорот кој го открил, Гофри Цин. Тоа би било се за цинијата, инаку многу добро во градината одговара кога се наоѓа до краставиците и едноставно токму затоа им даваме простор на овие традиционални цвеќиња да ги истакнеме колку се важни и убави и не мораме да патиме по некои не знам какви специфични видови, туку овие прекрасни цветови многу лесно се одгледуваат и може лесно да се најдат во мојата и во вашата и во сечија градина.
Сега да ви ги прочитам огласите, само домашно, од каде може да набавите некои производи и полека да ја завршиме денешнава емисија. Доколку сакате кори или јувки, 077-790-961, јатки од орев, 076-345-997, посни и мрсни ролати и козињак, 075-216-796, и свежи јајца 072-308-554. За сите овие производи јавете се, контактирајте и договорете се за начинот на кој ќе ги обезбедите на вашата трпеза. За крај, уште еден оглас, а тоа е дека секоја градина во Македонија бара некој што ќе ја обработи. Земете ја мотиката Враце, поидете на нива, а земјата не е арамија. Градинарски поздрав до следната среда од 17 до 19 на Радио Пела.